љубени гледачи, добар ден. Добро дојдовте во уште една емисија на Маја Готи. Денес барав одредени инспирации во моите готвачи. Ви кажав дека обсесивно ги собирам и решив да ви изненадам со еден турски рецепт. Ја обожавам турската кујна. Некако ми изобилува со нешто што ни е сепак блиско, ама сепак е ориентално и далечно. Денеска ќе ви подготвам една прекрасна супа. Многу е позната во Турција, супа од црвена леќа. На крајот ќе ви подготвам една убава турска алва сатан, а има само 3 состојки. Надевам дека ќе ви се допадне мојот избор за денес. За да го подготвиме овој рецепт денеска, потребна ни е малку кромит, црвена леќа, потребен ни е турски булгур, потребен ни е малку ориз и одредени зачини кои ќе ги ставам и вие ќе ги запишете додека ќе ставам. Доколку не ги запишете, ги имате на крајот на емисијата во рецептите. За да го подготвиме овој рецепт, ќе го кучиме во едно длабоко тенџере. Мене ми е плотната малку нова, па не се снаѓам уште, ќе ставиме малку маслиново масло. Убаво, квалитетно, бидејќи сакаме да ни ја ароматизира дополнително супата. Ставаме масло и ќе ставиме само половина кромит. Некоја убава чорба почнува со кромит, ние ќе ставиме половина. Кромидот фино го исецкавме и ќе го ставиме по маслото да почне да се пржи од тивко. За да застакли, не ни треба да изгори. Лажица и да започнеме со пржење на кромидот. Додека го пржиме кромидот, ќе иситнеме ситно лукче. Лукчето ни е потребно за да ни ароматизира, баш сакаме убав вкус на лук во супата. Може би требаше да го изрендам. Лукчето ќе го ставиме во кромидот. Почнува полека на тивко да се пржи кромидот. Ќе ги пропржиме 2-3 минути додека не застаклат. Додека ни се пржи кромидот, ќе го исецкаме доматот. Доматот ќе го исецнеме многу ситно, бидејќи сакаме да ја ставиме внатре кората, меѓутоа таа да не се појави. На крај ќе изблендираме супата, иако ви останат некои кожички внатре, воопшто не се секирајте, меѓутоа јас ќе се потрудам да го исечкам што по-ситно. Денеска сме со Бони сами и ќе си направиме супа по наш кејф. Не верувам дека Бони би ја пробала мојата супа од леќа. Патлиџанот го исипневме на ситни коцки и ќе го додадеме во кромидот, бидејќи сакаме да се пропржи, да направи паста. Ја обожавам турската кујна. Турската кујна ме потсеќа на долмите на баба ми, ме потсеќа на полнетите пиперки, на се она што не поврзува. Се надевам дека еден ден ќе можам да ми направам цела недела со турски рецепти. Го сакам оној нивни сензибилитет, како си ја галат душата со различни рецепти, со различни намази, со еден куп мали танирчиња полни со прекрасноти. Навистина ги обожавам нивната култура. А Истанбул е еден од моите омилени градови.
го ставиме да се пропржи кромидот заедно со доматите. И за да им помогнеме малку, ќе им ставиме сол за да испушта целата течност. Ликата ми е некако подценета, нели? Повеќе сите бираме гравча, иако си иста мешунка која содржи многу витамини внатре. Преубава мешунка и некако е подценета. Затоа јас обожавам да ја готвам во чорба од леќа. Ја комбинирам некогаш и со тиква. Некој од емисиите ќе ви покажа мојата супа од леќа и тиква. Ќе додадеме 2 лажици паста од домат. И на крајот ќе ги додадеме нашите мешунки кои треба да се сготват во супата. Ставаме половина шолја црвена леќа. Ставаме половина шолја булгур, која е баш класично турска состојка, во суштина е кршена пченица, и ставаме само 1/3 ориз. Ќе добиеме прекрасна кремаста супа, која подоцна ќе ја изблендираме. Ќе добиете, ви ветувам, еден прекрасен оброк. А и здрав! Ова е еден од најздравите оброци кои може да ги подготвите дома. На страна подготвив 5 шолји, односно 1 килограм супа бујон од кокошка. Вие може да користите и различни коцки, го ставате топол, за да може да продолжите со процесот на вриење во супата. Се надевам дека нема да направиме некоја белја, буни се шета тука низ кујната. Значи 1 килограм или 5 шолји пилешки бујон. Сето тоа убаво го промешаме и ќе го оставиме да се вари околу половина час. Ќе видите уствари кога ќе почне да се распаѓа леќата, оризот кога ќе биде сварен, тогаш веќе треба да ја тргнете и да почнете со блендирање. Пред да оставам да се врие, а јас да продолжам со моето кафе, ќе додадам убава и ситната црвена пиперка, оваа не е лута. Ќе додадам уште сол. Ќе додадам бибер. Убаво ќе ја забиберам. И на крај ќе додадам сува нане. Нема ниједна комбинација која е поубава од млеќе со нане сува. На крај ќе додадам за шмек само и свежа нане. Меѓутоа, нането, суво и леќата за мене се одлична комбинација, како и, да речеме, босилокот, лукот и доматите. Таква ми е и оваа комбинација. Се надевам дека ќе ви се допадне. И на крајот ќе ставиме неколку гранчиња свежа нане. Сакам да се појави тоа зелено убаво како боја ливчињата и прекрасно мирис. Може да си направите убав турски чај, додека го правите нането, само земете неколку ливчиња од нането, свежа нане, потопете го со топла вода, додадете една кришка лимон внатре и мислам дека ќе имате совршен чај. Кој ви мириса на, може би есен, вие наговестува есента. Јас не сакам чаеви, ме потсеќаат на времето кога сум болна, и тоа такви напитоци кои имаат внатре различни билки ги обожавам. Така да може би ќе си направам додека ја подготвувам вашата амула. И почнуваме со сеткање. И тоа е тоа.
Ја оставаме значи околу половина час да се вари. Кога ќе се свари, ќе видиме дека веќе ја намалила својата густина, односно течноста во тенџерето се намалила. Тогаш ќе ја изблендираме за да направиме кремоста, а до тогаш ќе ви подготвиме една прекрасна турска алба. Како што ви ветив, додека супата се вари на други шпоред, јас ќе ви подготвам една турска алба. Ова е оригинален рецепт на турска алба, каде што ќе користам тан. Прекрасна ви ветувам, а има само 3 намирници. Ветувам дека имате прекрасни изненадувања за сите. Значи, она што треба да направиме прво е шербет. За шербетот и треба да ги користиме онака баш точно намирниците. Имаме 100 мл вода, имаме 280 грама шеќер и имаме 340 грама тан. Многу е важно да биде тој сооднос, бидејќи на крајот треба да добиеме една таа конзистентна смеса која треба да ни се стврдне. И точно еден ден јас подготвив друга за вас, која ќе ја сервираме подоцна, меѓутоа сега ќе направиме оваа која ќе јадат понатака моите деца. Значи ставаме водата. И го ставаме шеќерот. Класичен шербет. Мешаме додека не се расте. Кога шербетот ќе зовре, има 100 степени температура, меѓутоа кога ќе почне да се згуснува, таа некаде се качува околу 125 степени. Тогаш е времето кога треба да го смешаме танот, меѓутоа не на оган. Да го направиме по посебна чинија, за да може да ги соединиме една со друга и да направиме вкусна алба. Мешаме постојано, за да не ни загори шеќерот, шербетот. Нашиот шербет е скоро готов. Кога би биле во некој фенси ресторан, би користеле термометар, меѓутоа ви ветувам дека колку подолго го правите, ќе научите дека по самата структура на шербетот ќе знаете дека достигнал температура повисока од 100 степени, односно густина. Ова е малку опасно, мене ми паднала жицата внатре, меѓутоа го ставате танот во еден саат. Потоа го додавате шербетот. Директно од оган. Јас се надевам дека нема да ми се случи нешто. Само да ја трнам во жицата. Прекрасно. И сега грубо мешате, додека не направи една цврста структура. Баш како пластелин ќе изгледа. Еве веќе почнува. Гледате како се соедини едно со друго и се направи баш пластелинаста структура која ќе биде прекрасна алба. Ете ја. Доколку немате силиконска модла, вие може да користите било какво калапче кое претходно ќе го обложите со хартија за печење, ќе ја ставите внатре албата и одзгора обавезно ќе го завиткате со најлон. Доколку ви се појави одредена масло одзгора, немој да се секирате, тоа е танот, ќе го исцедите и ќе извадите албата. Албата треба да стои околу 1 ден во фрижидер или 2 дена на собна температура, за да баш стане цврста. И потоа може да се сечете. Нема онаква структура на купена алба, меѓутоа има 3 пати поубав вкус, ви ветувам. Ставивме пола смеса, значи околу 6 парченца алба ни испадна. Сега во останатата ќе ставиме малку какао за да добиеме баш шарена алба.
брзо веќе се згуснува. Техниките во кујната се учат со време, а јас многу често не сум ја подготвувала оваа алва, иако ја обожавам. Баш така, само ќе ја ставиме до скора, за кога ќе ја пресечете да биде шарена. Мојата алва е готова. Ќе ја ставиме во фрижидер, бидејќи сакам да ви ја покажам како изгледа на крај. А потоа ќе се вратиме на супата да изблендираме и да ја послужиме. Секако да уживам сама, бидејќи денеска сум цел ден сама, а тоа е многу ретко. Се гледаме наскоро. Мојата чорба од леќа е веќе готова. Еве како изгледа. Прекрасно. Ќе ја направиме да биде крем супа. Во меѓувреме јас ја подсредив кујната. Ето многу домаќински тип. Во суштина не сакам многу средување, меѓутоа го користам секое време кога можам да посредам, кога нема време. Денеска ви подготвив една супа и алва. Малку е опасно ова, се надевам дека ќе внимавате, бидејќи кога ви испрска некоја парче, некоја капка, може навистина да ви испрска, бидејќи супата врие. И супата е готова. Ќе ја послужам. Чинија. Згора ќе ставиме малку свежо нане. Да биде убава. Видете како прекрасно изгледа. Се гледаме заедно со супата и со алвата. Јас ја послужив мојата прекрасна супа и мојата алва. Ке ме чека вистинска гузва, а додека го направам тоа, не би била супа без лепче. И си испечам лепчиња. Лепчињата ги испечам едноставно на сува тава, да бидат подпечени и крткави, а ние веќе се гледаме следната емисија во Маја готви.